Кога пристапуваме на светата тајна покаяние, мораме искрено да си го поставиме прашањето дали навистина сакам да ми биде простено? Може би уште посилно и почесно прашање би било дали сум достоен да ми биде простено? Секако, знаеме дека никој не е исклучен од Божјото простување, зашто и нашиот Господ ги прости гревовите на оние што го мачеа и смеиваа и распнаа. Прашањето за простување е несомнено важно прашање, посебно имајќи ги во предвид силните историски примери, но ние, како и секогаш, мора да одолееме на искушението да се споредуваме со другите. Наместо тоа, треба да погледнеме во себе и да ги препознаеме гревовите што треба да бидат простени. И ова не е лесно. Во свет во кој постојано сме принудени да се надпреваруваме и да се споредуваме со тоа што другите имаат, што мислат, што зборуваат, што прават, па дури и со она како другите се извлекуваат, може да биде предизвик точно да се оцениме себе си според Христовото учење. Сепак секогаш треба да бидеме свесни дека кога ќе дојдеме на судот, нема да бидеме споредувани со никој друг. Нема да има адвокат, светоци или порота, само ние и Бог. Ќе бидеме судени според тоа што сме направили или можеби не сме направиле во овој наш земен живот. А мора и да признаеме дека понекогаш сме склони да размислуваме според некои вообичаени заблуди, како што се сите така прават, или тоа е вообичаена пракса, и така ја смируваме нашата совест, бидејќи повторно се споредуваме со другите. Сметаме дека има сигурност во бројноста, дека нема да изгледаме толку лошо затоа што сме дел од поголема група луѓе. Но зарем ова не е слично на размислувањето на Јуда, кога го предаде нашиот Господ за 30 сребреници? Тој се приклучи на наводниот победнички тим, се претопи со толпата, а неговата алчност и љубовта кон световните работи го заслепија за вистината што нашиот Господ ја споделува со нас. Колку пати ние, поради нашата алчност и љубов кон земните работи, сме го предале Бога. За да се подготвиме правилно и искрено за добра исповед, за да пристапиме кон светата тајна покаяние, потребно е да се погледнеме самите себе без сугерирањата и влијанието на светот. Мора да се погледнеме во огледало и да се запрашаме: дали сум Христова слика? Дали навистина направив се што може за да го следам? Секако, ова бара време, молитва и размислување. Исто така бара и потполна искреност со самите себе, нешто што во денешниот свет, искрено кажано, е навистина тешко. Посебно ако се земат во предвид денешниот свет исполнет со фотофилтри, козметички интервенции, вештачка интелигенција и други средства за представување на работите онака како што сакаме да изгледаат, а не како што се вистински. На исповетта треба да пристапиме со искрена желба и да посакуваме да ни биде простено од Бога. Сепак треба и да се потрудиме да го заслужиме простувањето, работејќи на исправување на односите со оние кои свесно сме ги повредиле, но и со оние кои можеби несвесно сме ги навредиле, па и повредиле. Кога веќе сме свесни за тоа, би било добро и за тоа да бараме простување. И ова не е само прашање на изговорени неколку зборови или извршување опред со цел да се заокружи нешто на нашиот духовен список. Простувањето е многу силно и многу реално и може да отстрани многу товари од нашите души.
Со редовна и добра исповед, полесно ги препознаваме нашите грешки, гревови, недостатоци, мани и работиме да ги поправиме. Така го подготвуваме патот за Господ, за Неговото рождество и се стремиме да станеме блескав пример за Неговата љубов, грижа и простување.